Почитувани, продолжуваме со Студио 10. Еве, во емисијава продолжуваме пак на некој начин на темата владење, односно невладење на македонското право. Во студиото е адвокатот Ванчо Шехтански, инаку адвокат на дел од обвинетите во случајот Кочани и трагедијата што се случи со 62 мртви во дискотеката Пулс и повредени над 200 луѓе. Шехтански, благодарам што прифативте поканата. Еве да зборуваме за македонската правда, ја има ли, ја нема ли, или натаму ево судските лавиринти. Минатиот петок беше изнесено обвинението од страна на обвинителството. Родителите денови сигурно слушнавте дека рекоа дека се соочуваат со нејасноти во обвинението, па побара дополнителни објаснувања од јавното обвинителство. Велат дека луѓе што ги посочиле не се нашле меѓу обвинетите, но како и да е, вие сте застапник правен или адвокат практично на дел од обвинетите во Кочанската трагедија. Како вие гледате на обвинението? Најпрвен благодарам на поканата. Мирјане, јас можам да кажам дека едно мало прозорче вашата емисија и вашата телевизија на светлината, каде што можеме да кажеме нешто што се крие, што не може да го слушнат луѓето, граѓаните во Македонија. Ние имаме епска катастрофа пред 3 месеци во Македонија. Точно 3 месеци пред ден-два се навршија за од епски размери. Во еден град, мал град, има 63 починати и 200 осакатени деца. И ти продолжуваш 3 месеци како ништо да не се случило, како тоа да е во Танзанија. Значи, тоа е ненормален систем. Други зборови немам. Сега зборувам како човек, а сега ќе зборувам како адвокат. Тука да, вклучен сум во постапката тамо и сметате ли дека неправда се прави и врз семејствата сега на жртвите? Да, се прави неправда. Бидејќи сега упатуваат на социјални мрежи. Луѓето се во право, има селективен пристап. Има селективен пристап. Значи, до каде оди монструозноста? Или ловот на вештерки. Да почнеме од почеток, така. Имаме едно 2 до 3, јас сум секогаш краток, 2 до 3 минути. Така, добро, да почнеме од почеток. Значи, еве, 7 луѓе застапувате, меѓу кои беше и Шабан Салиу, министер без ресор во владата, своевремено директор на Дирекцијата за заштита и спасување, меѓутоа против него нема обвинение покренато, барем во овој бран, како да кажам. Во овој случај, бидејќи они најавија, оставија или дополнување нели на доказите, па можеби ќе има Не, тоа нема да коментирам, не знам за кого има и како има, најавено е дека има за 34-ца. Така да немаме добиено ние за никого од тие што ги застапуваме клиентите, мојата канцеларија. Така да нема да навлегувам во тоа. Јас ќе навлегувам само во две клучни работи за случајот и за настанот и за селективноста. Меѓутоа и јас мислам дека нема ни 2% луѓе од овие што не слушаат сега во моментот што имаат доверба во правосудниот систем. И треба да немаат доверба. Значи, дали ова го зборува човек што 30 години е во судските лабиринти како адвокат, 27 неполневе 30. Знаете, 2014 година имаше светско првенство во фудбал, учествуваше Северна Кореја. Северна Кореја нема медиуми, во 8 часот се гаси се, нема интернет, нема ништо. И на јавности се пласираше вест, тоа е пред 10 години, не е одамна, дека ги победила Северна Кореја во фудбал, Бразил, Аргентина и дека останала светски шампион. И имаше еуфорија во Северна Кореја. Сега ние сме у тој фазон тука. У тој фазон, иако имаме медиум, имаме се, имаме мрак изгледа на вистината, на правдата и на се, буквално се. Негативна селекција во секој сегмент. Имаме вечерта на 15 март протести во Србија.
Така, ја почнам од почеток работата. Така, добро, повелите. Имаме 15 март протести во Србија, 300.000 луѓе на улицата. Во 2 часот по полноќ има звучен топ кој што ги разбива демонстрантите. И повеќе никој не зборува. Ни за Србија, ни за Вучич, ни за се. Во истиот ден, во 2:30 часот се случува Кочани. Дискотека Кочани. И оваа епска катастрофа. Во нормална држава, првото што оди во истрагата е терористички акт. Што не е спомнато никаде. Овде Да. Што не е спомнато нигде. Веднаш се почнува со лов на вештерки. Значи, истрагата е водена катастрофално. Не дека некој не знае, мислам дека е намерно водена катастрофално. Зошто? Каде ја гледате Затоа што нема катастрофалноста? вештачење, затоа што прво немаш Мислам, не сте единствен што го зборуват овој дел од прво немаш правната фела, безбедностни нели? информации кој како зошто каде, зошто одбран местото. Прво дискотека Пулс правно не постои. Отидете во централен регистар, побарајте тековна состојба дискотека Пулс, тоа не постои. Такво нешто нема. 12 години функционира, работи, прави. Инспекциите немаат надлежност, ниту институциите, сите овие што ги гледате, немаат надлежност за нелегален објект. За нелегален објект, каде што се собираат повеќе од 5 луѓе, а се собираат по 500 за викенд и за се, овие 12 години мора да знае, тоа им е работа. Биро за јавна безбедност, МВР, Општина Кочани, градежен инспектор Општина Кочани. Толку, ништо повеќе. Од 2012 до денеска. Сето друго е лов на вештерки. Инспекцијски орган може да врши контрола во објект само ако е тој легален, односно ако го има во тековна состојба, кој што е предмет на обработка и на надзор. На друго не може да врши. Трета работа. Имаш во моментот тамо, значи 12 години се продава без фискални, без ништо, значи нема шанса државата да не знае, МВР да не знае. И го дозволува тоа. Сите 12 години. Сите нели било 12 регистрирано години, за кабаре нешто, некоја регистрација имало? Тоа е, значи, Или тоа тоа не учествува во легалноста, тоа е да. кафичот во центар. Да нема да се прави спин. Има објект кафич кабаре во центар, тоа е друго. И сега Истиот казва се појавува? Да. Значи тоа е тоа во делото. Да го продолжам настанот. Од тука. Значи имаш клучен момент каде што имаш епски настан во Македонија, катастрофа невидена, и ти не водиш истрага за тоа. Од што настанала? Од што настанала трагедијата? Трагедијата не настанала од инспекторот пред 12 години што не бил. Прво да ви кажам дека директорите немаат обврска, ништо што ги теретат. Според законот за инспекцијски надзор, јас го правев 2012 по член 11 одговара инспекторот за инспекцијскиот надзор, не и директорот. Значи тој има собствена обврска тука. За да нема инсинуации овој или оној. Не. Значи прво не е направено вештачење на прскалките. Од првата прскалка се запалува горе. Тие се прскалки што се огнометот, мислам. Тие се прскалки што ги има на секоја свадба, на секој роден ден на деца и тие не се опасни. Меѓутоа, од првата прскалка прснува горе и се запалува. Не е направено вештачење дали е истите распрскувачки материјали, дали е истото тоа што е внесено. Ај остај тоа кој дозволил, што дозволил да внесе. И дали дозволил, дали тоа е сосема друга работа. Ти имаш овдека, значи од распрскувачки материјал настанува пожар. Член 298 што се обвинуваат сите овие луѓе нема врска. Нема врска. За исто обвинение се сите 34 по исто обвинение. Сите се по исто, има едно USB тамо со 3000 страни материјал. Не знам кој како ќе го читаме и ќе го толкуваме. Битно, овдека имаш ист член за сите. Па тој не го правил што бил директор пред 12 години или инспектор не бил внатре да предизвика пожарот. Пожарот е настанат, се знае од што? Од распрскувачкиот материјал.
1 се 2, се прави вештачење на распрскувачкиот материјал. Дали е тој распрскувачки материјал опасен или безопасен? Како што го користат секој игротека навечер за деца, ги има истите прскалки. Значи, од првата пламнува. Истрагата е водена тотално на непотребен погрешен правец. Лов на вештерки, кој бил пред 12 години. Која документација дал? Каква документација дал? Што дал? Тоа воопшто не е битно со настанот. Ако сакаме да имаме, а немаме доверба, значи тука нема доверба никој, 2%, какви 2%? Ние имаме проблеми со владење на правото. Ние имаме проблеми тука, ова не е проблем ни Грција, ни Бугарија, ни Србија, ни Тунгузија, ни ова, ни он. Ние имаме проблем со владење на правото, па вие мислите дека не знае никој во Европа за каков корумптивен систем се работи тука? Сите знаат, па 600.000 деца избегаа од тука. Па од градинка, од упис на деца во градинка, па до пензија, се е корумпирано, едноставно, системски... А системот нема механизми да се бори. Еве, со Ама тие нема, корумптивни народот нема. Нема мој, народот нема, зборувам за тие што се погрешно. суди, што се адвокати, што се не знам. Ти имаш професија судија, тој е ставен таму за да дели правда, за веки веков. Професија судија не постои. Не постои у свет тоа. Ти имаш мандат. Ти си ставен на 4 години, Так. право на реизбор уште 4, толку. Не ти е професија ти да делиш правда. Не ти од Господ дадено тоа. И тука е тој систем, таа, значи, владењето на правото во Македонија е суспендирано, нема обид, ни сега, еве, година дена помина. Не, затоа видам дали гледате обид нешто да се направи во таа сфера. Апсолутно не. Минатиот пат бев скептик, оставив простор, тука, сега викам дека не. Дека нема, дека се си тече по истото, лов на вештерки има, овој, оној, меѓутоа, Но ова ве поттикна само овој случај со Кочани или и други случаи на кои што работите, или ова е... Видите, значи, другите се под помал обем, значи, Така, не може да се спореди апсолутно точно. Ова е епски настан, трагедија. Трагедија голема. Која што трагедија е ова. Овде имаш 200 деца инвалиди изгорени. Ова е трагедија. Живи изгорени 63. Ова е ненормална работа за да продолжи така. Без одговорност. Па јас не видов еден оставка да е. Значи, проблемот, имаме системски проблем. Народот не може да го реши тоа. Ни луѓето во Кочани не може да го решат тоа. На 100, 200, 300, 1000, 2000 протест не може да го решат тоа. Ние имаме метастазиран систем. Мафијата си има држава, таа не функционира. Ова е заробена држава. Може да тоа осуди за се и се што. Но треба да се бориме така. Треба да се народот не може. Јас прво мислев така. префрлав топката и вината кај народот за организирање за ова зона. Не можеш ништо да срушиш. Ти имаш 6 изборни единици каде што невозможно ништо да направиш. Ништо. Едноставно имаш негативна селекција во секој поглед. Приспадна дека судството овдека е како парламентарни избори, судски совет, совет обвинители, оваму, онаму, значи, џабе одиш на избори. Шехтански, пошто и вниманието на јавноста, не само на семејствата на жртвите и на повредените, сигурно и целата јавност очекува каков епилог ќе има сето ова со страшната трагедија во Кочани. Дали ќе барате видоизменување на обвинението? Имате ли таква можност? Јас сум лаик во правото. Значи, немаме добиено. Колку ви е рокот за да се запознаете со она што се става на товар и колку имате време? 8 дена е приговорот по добивањето на обвинителниот акт. А велите на 3000 страни е тој обвинителен. Па толку веројатно е на УСБ таму, тоа е УСБ. Тоа е нешто неверојатно. Еве 8 дена истекуваат до петок, да речеме, дали планирате? Не, обвинителен акт нема добиено, барем некој од клиенти да речеме така. Имаш 8 дена рок на приговор до судот кој што ќе го суди. Не знам кој суд ќе го суди. Дали Скопје или Кочани. Мислам дека нема услови Кочани. И не знам за тоа.
нешто рекоа во Идризово во таа новата сала, мислам што е пуштена. Не сум бил таму, пошто е не за сум ја голема, видел таа така, сала, да. меѓутоа можно е да биде. Сакам да кажам, бидејќи начинот на водење на истрагата не е тоа. Да, селективен пристап, да, меѓутоа е во сосема погрешна насока. Ти имаш настан тука кој што не можеш да го оставиш така како држава. Како држава, каде се тие АНБ, МНБ, со информации, со све. Имаш настан директно кој што одекна како атомска бомба во Кочани. И ти не можеш да го оставиш тоа на инспекцијата од пред 12 години. Ма немој. Значи, има сериозен настан кој што е не расчистен или не сега да се расчисти. Настанува пожар внатре. Од што е тој пожар настанува? Од инспекциите пред 12 години? Па тоа е како да кажеш Северна Кореја. Северна Кореја е светски шампион во фудбал. Тоа е исто. Да. Имало во меѓувреме, тоа било пренаменувано, било прво, не знам, мини фабрика, ако може така да ја наречеме, шивалница, жени каде што шиеле конфекција, па после било за теписи, па преправано ми е зборот. Секое место каде што се собира поголема група на луѓе, повеќе од 5 души, БЈБ, воено разузнавање, тие мора да знаат што е, кого е, на кого е, чиво е, како е. 12 години е тоа така. Тоа не може да биде без одговорност на државата. Сакате да кажете на актуелните лица што биле на во сите од така. 2012 година функционира објект, тој не е на институции пазарна ваква онаква. Имаш објект каде што влегуваат луѓе, деца. Ти како држава треба да знаеш чие. Дивоградба ли е, не ли е дивоградба, дискотека, штала. И тоа не е случајно погоден тој објект. Лоциран. Ниту е Скопје, ниту е Битола, ниту е тоа. Погоден објектот во Источна Македонија, по моја информација, е единствениот од таков вид. Велите погоден, како погоден? Па, лоциран, да, одбран да се случи тоа? Јас стојам на тоа дека е лоциран, да. Мислите дека е некаков сега иде? Јас стојам на тоа дека е лоциран. Да не се служиме со езотерија, со стојам на тоа дека не верувам на мислите истрагата. Јас не верувам на истрагата. Како ќе ги браните вашите клиенти? Апсолутно не верувам на истрагата. Ловот на вештерки по тоа за преземање на мерки, на инспекцијски органи овдека не држи. Не држи. Инспекцијски органи се надлежни само на легален објект, а нелегалниот објект каде што иде 500 деца на вечер во дискотека, јас кажав на кого е. Општина Кочани, градежен инспектор Кочани, БЈБ, МВР 4. Ништо повеќе. Сметате дека е акт на терористички чин? Истрагата требаше да покаже тоа. Очекував, значи, нормална држава, ова е ненормална држава, Поставивте корелација на почетокот со Белград, малку тоа ме истата вечер заинтригира, беше тоа. дека е истата вечер. Овдека има кратка меморија на настани. Тука е секој чудо не за 3 дена, за 3 сата. Значи, не се поврзува со ништо. Едноставно се пушта низ вода и тече. Истата вечер го имаме Белград. 2 часот во тој топот што е звучен, 2:30 Кочани. Веќе никој не зборува за Белград, настани таму, имаш тука. И не ја водиш истрагата како е настанат пожарот. Пак ќе повторам. Го нема тоа во истрагата? Ма нема ништо. Тоа се бавиме со лов на вештерки, кој бил инспектор 2012, 2013, 2014 за дозволи. Имаме пожар. Кој го предизвикал пожарот и од што е предизвикан пожарот? Многу просто прашање. Имаш пожар. Кој го предизвикал пожарот? Со што е предизвикан пожарот? Намерно, ненамерно. Од што е предизвикан пожарот? Од инспекцијата од 2012-та? Ај ви се молам. Еве, колку ќе биде тешко на адвокатите и на жртвите, на семејствата, што е и на повредените луѓе се разбира, во вакви услови, во вака водена истрага и вака поставен случај, да речеме. Ќе ви биде тешко и вас да докажете. Практично сите сте оштетени на некој начин, како да кажеме, од напред. Ако се водиме од овие постулати кои што ги говорите, се разбира.
Ловот на вештерки е почнат. Ловот на вештерки, обвинети се тие. Значи, обвинети се тие. Ние не одговоривме овде како држава, државата не сака да одговори од што е предизвикан пожарот. Па ќе повторам. Дали е пожарот предизвикан од инспекции што немаат врска за нелегален објект, тие не вршат контрола на нелегален објект. Нелегалниот објект, дискотека го дозволува полицијата. Сега да се собереме овде како студиово, дискотека, 500 души да дојдат, диско, кој ќе дојде? Што знае кој ќе дојде? Значи, циркусот како ќе се одвива, не знам. Тоа сака да прашаме кога веќе е почетокот ваков. Па видиш, сите судски постапки се овде како циркузијада. Затоа викам, какво очекување имате да се развие, да тече практично и очекување имаш кога даваш изјава. Јавност има големи очекувања 27 години сум адвокат, кога имаш изјава и кога иде на телевизија во вести све, имаш 10 секунди. Во 10 секунди не можеш да кажеш ништо. Како ќе го кажеш ти да го пренесеш во јавноста, тоа е тоа. Тоа е креирање на јавно мислење и така се сваќа. Никој не зел да го прочита што е и како и каде е. Земете го член кривичниот закон за кој се теретат сите, тој што кој предизвикува пожар, општа опасност. Кој од тие предизвикал пожар? Кој од тие што се 34 предизвикал пожар? Никој. Никој. И тоа е тоа, и си играме, ајде да не речам држава, правдата во Македонија тешко доаѓа на виделина, невозможно, значи кога имаш заробена држава, правдата тешко доаѓа. Рековте 27 години сте адвокат, Ванчо, сигурно сте работели на други потешки случаи. Како ќе ви биде во случајов? Не знам. Да, мислам, добро. И ве прашам и како човек, и како адвокат. Јас сум навикнат, слушам се и се што. Иако едното и другото нема врска, вие мора да сте професионален како адвокат и нормално да сочувствувате како човек со она што се случи, и сите нели имаме и емпатија и сочувство кон сеќа и кон семејствата на тие загинати млади деца, што се вели, сите се наши деца. Македонија ја погоди трагедија од епски размер. Државата е должна да каже од што е настанат пожарот. Од што е настанот? Некој го предизвикал намерно или ненамерно? Да не се свртува вниманието со глупости. Кој 2012 и 2013 бил инспектор? Абе јас ќе му кажам на секој тој, и на обвинител, и на суди, и на све. Абе инспектор нема надлежност од сите тие институции што ги правите на објект кој што е нелегален. Еве, дали очекувате обвинението да падне од страна на судот? Да. Уште на почеток, да. Мислам, уште на прва фаза не, во втора фаза да. Очекувате да падне? Да. И тука ќе се губи повторно време? време? Веројатно, види, веројатно, вака, значи, во суд се избори судот, си кажува, си пишува што сака. Така, добро, меѓутоа не е баш се тоа така. Оценка на обвинението, затоа имаме оценка на обвинението. Затоа постои, еве, и Мирјана из телевизија тука, ќе дојде, ќе го прочита тука, еве ти, па нека слушне секој. Јас не знам тоа како ќе го преточат по член 288 тамо, тој што предизвикува пожар. Ајде да видиме кој од тие осомничени што се, 34-ца, кој од тие 34-ца бил внатре вечерта за да предизвика пожар. Така, уште се тие со статус на осомничени, бидејќи обвинението нема затоа да не знаеме за кого е. Види, не знаеме за кого е. Презумција на невиност апсолутно треба да почитуваме, додека нели судот не даде амин дека е ова обвинение, да. Интересно е да видиме кој од нив бил внатре за да бил обвинет по член 288 таму, 288 или 289 или кој беше од нив, не ми текнува, да многу ќе биде дискутабилно. Тоа е се затоа што истрагата не се водеше така како што треба. Пак ќе повторам, од што е пожарот? Од што е пожарот настанат?
И вие изразуваат сомнеш во истрагата како е водена и семејствата, мислам ги слушаме со нивни изјави представници и тоа. Како со една ваква недоверба на почетокот или со како да кажам, укажување дека нешто од почеток е на страна поставено, на криво, што вели нашиот народ, понатаму да веруваме во објективност на целиот процес? Па 2% е, кога прават анкети, не знам кој ги прави анкети, веде, 2% до 4% максимум оди анкети. Кој тој па што верува? Не дека верувам, меѓутоа и на ваква трагедија стварно треба веќе еднаш да се заврти лист и да... Ама не се врти. Ама не се врти. Значи нема. Си останува, исто си продолжува, си верга. Јас гледам па судски совет завчера во Правда, јас зборам, значи затоа сум неподобен. У судски совет седнати луѓе за реформи во судски совет у Министерство за правда, разрешени суди, под сомнеш, под све, значи истото, мислам тие што треба за нив да се дискутира, тие одлучуваат. Значи имаме негативна селекција, лошо поставени темели. И тоа е тоа, значи не џабе зборуваме, немоќни сме. Еве зборуваме, добро, барем треба постојано да зборуваме, така треба да се некој зборува, слуша, да, некој знае, некој се. Отидено е многу далеко. Така. Ванчо, дојдовме до крајот на емисијата, на предвиденото време за емисијата. Благодарам што изнесовте детали како адвокат на дел од обвинетите. Чекате и вие нели завршницата и оценката што ќе има од судот на целото обвинение. Очекувате дека во втора фаза тоа и би паднало, зашто велите истрагата е криво водена. Мислам не сте единствен и дел од правната фела нели гледаме и по социјални мрежи и вака во јавни настапи исто укажување има.